Популарниот јутјубер Богдан Илич, попознат како Бака Прасе, во гостувањето во емисијата Телкас на Миња Милетич, за прв пат отворено зборуваше за инцидентот во кој му беше запален луксузниот автомобил вреден $500,000 евра. Иако сторителот е приведен, Илич открива дека нарачителот се уште не е познат. Јутјуберот признава дека иако има обезбедување, чувствува одредена доза на загриженост поради ескалацијата на настаните во последно време. Го фатија човекот што ми го запали автомобилот, но кој всушност стои зад него, се уште е непознато, вели Илич. Тој додава дека неговата лична безбедност не му е примарна грижа, туку евентуалните последици врз луѓето од неговото обкружување. Знам дека постои можност нешто да ми се случи, но не се плашам бидејќи сум сигурен во мојата безбедност. Иако ако некој е подготвен да ми го запали автомобилот, кој знае на што друго е подготвен. Размислувам што би можело да им се случи на луѓето што ми се блиски и тоа е единствениот стрес што го имам, изјави тој во емисијата. Пеачката Светлана Цица Ражњатовиќ откри дека нема да присуствува на едногодишниот помен за Саша Поповиќ кој ќе се одржи на 28 февруари. Таа објасни дека има претходно закажан концерт и дека не може да ги откаже обврските. Времето брзо лета, а ние се помлади. Нема да можам да бидам на парастосот бидејќи имам концерт, но сум во контакт со Сузана. Жал ми е, но што да правам, изјави Цица за медиумите. Таа се осврна и на победата на својот син Велјко Ражњатовиќ во Русија, велејќи дека ќе почести по тој повод. Според неа тој е добро и жали само што мечот траел кратко. Цеца додаде дека Велјко ќе остане во странство уште најмалку 1 година. Изјавите предизвикаа внимание во јавноста, особено поради врската на пеачката со Поповиќ и естрадата. Македонската пеачка Полина Тас ја представува својата нова авторска песна Феномен. Феномен е дел од истоимениот музички проект на Полина кој ќе биде објавен постепено во текот на годината. Регионалната сензација Јаков Јозиновиќ ја најави својата турнеја за 2026 година Ја за чуда летим, во чии рамки тој за прв пат ќе настапи во Скопје на 9 април во арена Јане Сандански. Неодамна Јаков ги објави и своите први 2 сингла Поле ружа и веќе најслушаниот хит во целиот регион Ја волим, кој за неколку дена само на YouTube оствари 7 милиони прегледувања, а во Македонија се искачи на самиот врв на листата на најслушани песни на Apple Music. Со овие изданија Јаков го најави новото поглавје во својата музичка кариера, која ја вклучува и големата регионална турнеја. Во рамки на турнејата тој ќе одржи концерти во арена Загреб, дури 5 концерти во Сава центар, како и настапи во Скопје, Нови Сад, Риека, Сплит, Осијек и Љубљана. По низ распродадени концерти и извонредни успеси за рекордно време, Јаков Јозиновиќ уште еднаш докажува дека е една од најголемите сензации на современата популарна музичка сцена во регионот.